Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Добро дојдовте во најновото понеделничко издание на емисијата Звук што се гледа. Се слушаме на Радио 2 во овој момент, но не следите и на МТВ1. Понеделник вообичаено е нели секако тежок ден, но денес никако и тивок. Понекогаш на радио најтешко е да најдете вистинската песна, а понекогаш да ги најдете и вистинските зборови. Ова утро е токму такво. Има луѓе што не ги познаваме лично, а сепак некако стануваат дел од нашите животи. Ги пуштаме во нашите домови преку радио, ги носиме со себе во автомобилот, можеби ги слушаме кога сме среќни, кога сме тажни, кога славиме, кога љубиме и кога се простуваме. Денес македонската музичка сцена се простува од еден таков човек, по кусо боледување почина Влада Јаневски. Замина еден од најголемите македонски автори, композитори и интерпретатори. Човек, чиј глас не беше само препознатлив, беше дел од нашето растење, од нашите спомени, од саундтрагот на многу животи. Повеќе од 3 децении создаваше музика што не се слушаше само, туку музика што се чувствуваше. И токму затоа денес нема да зборуваме само за неговата кариера. Ке зборуваме за човекот што ни остави песни кои дефинитивно ќе продолжат да живеат долго и откако неговиот глас замолкна. Денешното издание на Звук што се гледа, но и на денешната утринска на Радио 2, со неизмерна почит, но и благодарност му ја посветуваме на Влада Јаневски. Слава му! Седни крај нашата река и замижи. Слушни го гласот на твоите копнежи. Зборувај со тревата под босите стапала. Признај и дека душата ти заспала. Откако си негова. Подај им гради на топлите ветрови. Од звездите над глава венче направи. Шепни му на брегот што никому не си кажала, дека во крвта плима не ти надошла, откако си негова. Може ли тој од клуварче за тебе да направи пролет? Еден твој збор да напише сонет. Може ли тој во утринско кафе да ти изцрта насмев, како тогаш кога место него јас бев? Вода им гради на топлите ветрови. Од звездите над глава венче направи. Шепни му на брегот што никому не си кажала, дека во крвта плима не ти надошла, откако си негова. Можеш ли ти да тргнеш со него, без да прашаш каде, држејќи го за рака, икона да пакнеш? Можеш ли ти да го презреш светот за тој да биде среќен?
nikogаш veke. Može li toj od gluvarče za tebe da napravi prolet od jedan tvoj zbor, da napiše sonet? Može li toj od utrinsko kafe da ti iscrta na sve kako togaš koga mesto nego jazbe? Možeš li ti da pojedeš sonego bez da prašaš kade držejki go za raka ikona da bakneš? Možeš li ti da go prezreš svetog za toj da bine streken? Ne, to je naš piva i nikogaš veke. Денешното издание со неизмерна почит, но и благодарност му го посветуваме на Владо Јаневски, еден од најзначајните македонски поп пејачи, композитори, текстописци. Оставија длабока трага во домашната музичка сцена песни и текстови кои што секогаш ќе ги паметиме. Со кариера што траеше повеќе од 4 децении, тој дефинитивно изгради препознатлив музички стил и создаде бројни песни што остана и ќе останат безвременски хитови. Роден на 27 ноември во 1960 година во Скопје, по образование, верували или не, филолог, дипломиран англист, но неговата вистинска професија дефинитивно беше да ги притвара чувствата во музика. Кариерата ја започна како дел од групите Бонтон и Ластовица, а потоа го избра својот пат. Пат кој што всушност создаде песни што ние и ден денес ги пееме и ќе останат дел од македонската музичка историја. Сигурно напамет ги знаете текстовите на песните, например Ако не те сакам или Евергрин. Најтоплата Само дома си е дома. Можеби најтажната И тогаш некоја будала. Романтичната Некогаш и негде. Црно тиквешко, Еден бакнеш или за нас Скопјани најубавата Ова е само наша Скопје. Секоја од овие песни е всушност нечие сеќавање. Можеби е нечија прва љубов, нечија враќање дома или нечија разделба. И можеби токму затоа денес е толку тешко да се зборува за Владо Јаневски само како пејач, затоа што тој одамна престана да биде само глас. Стана дел од животите на неколку генерации и токму затоа неговата музика ќе продолжи да не пронаоѓа секој пат кога ќе ни затреба една добра песна и едно искрено чувство. Бидете овде. Во кариерата на Владо Јаневски има многу моменти со кои Македонија се гордееше, но еден за секогаш ќе остане запишен во историјата. Во 1998 година токму тој стана првиот официјален представник на Македонија за изборот на песна на Евровизија. Со песната Не зори зоро Владо Јаневски представуваше една млада држава која што за прв пат го испраќаше својот глас на најмоќната европска музичка сцена. Настапуваше и на фестивали низ Европа и низ светот, освојуваше признанија, но никогаш не се обидуваше да биде поголем од музиката. Можеби токму затоа и луѓето го сака, затоа што зад големите песни секогаш стоеше скромен човек. Човек кој што создаваше песни кои што траат, а најголемата награда што еден уметник може да ја добие токму ова, откако тој ќе замина, неговите песни да продолжат да живеат и да продолжи да ги поврзува луѓето исто како што тоа го правеа со децени. Сега го гледаме баш со песната за која што зборувавме. Владо Јаневски, Не зори зоро. Очиве што раѓат бисери, срце во што друга не љуби. Виното ме води до неа, а се подалеку од памета. Јас морам да бијам
zimite. Dal che ti ha data za mene, ako dada vikni svirači, ako ne mesto kletva po mene zaplači. Jas moram da pijam, da se opijam, bez neja sam da živeam, majko ne možem, jas moram da pijam, da se opijam, bez neja sam da živeam, majko ne možem, bez zori zoro pijanoro, so mene zaigraj. Шест студиски албуми, многу песни, многу текстови и една кариера која што никогаш не зависеше од тоа колку често ќе се појави на телевизија, туку од тоа колку длабоко неговите песни ќе останат во срцата на луѓето. На крајот на 2023-та и почетокот на 2024-та, Владо Јановски со концертите Златни години, најдоброто од Владо Јановски, прослави 30 години кариера. 5 вечери поред филхармонијата беше исполнета со луѓе кои што дојдоа не само да слушаат музика, туку повторно да проживеат дел од својот живот. Во 2025-та и 2024-та година два пати го исполнија Античкиот театар во Охрид, а со радост зборуваше дека сака секој август да се враќа таму. Да му стане своевидна традиција, но животот имаше поинакви планови. Во последните години свесно се повлече од метежот и мирот го пронајде во Гевгелија, каде што самиот велеше научил да ужива во едноставниот живот, во денови кои што не бараат ништо повеќе од спокој. Владо Јановски зад себе остави нешто што малкумина успеваат да го остават. Остави песни што ќе продолжат да се пеат дури и кога тој не е таму, но ќе продолжат и да не потсетуваат за секогаш на чаирскиот романтичар. И додека постои некој кој што ќе побара или ќе запее Evergreen или ако не те сакам, некогаш и негде или не зори зора, ќе постои дел од Владо Јановски. Тоа е привилегија на големите уметници. Од денес неговиот глас ќе го бараме на едно поинакво место во песните што ни ги остави. За следна би сакала да чуеме Без тебе не ме бива, една од поголемите хитови на Владо Јановски. Бликаш од среќа, а јас се распаѓам по сите шавови. Зар е важно кој е крив и кој каде сгрешил, нешто скапо изгубил, не знаем да сочувам. Каде оди љубовта за да се теши и пак од пуста желба да се надева. Кога те гледам, како го гледаш тогаш пијам, а штом се сетам дека беше моја умирам. Ти биди среќна, за моја тага не си крива. Без тебе, душо, мене едноставно не ме бива. Човекот за живот цел две љубови има, едната е до него, а друга му е судбина. Ова тело гладно е и душа жедна, само по тебе и по друга ни една. Кога те гледам, како го гледаш тогаш пијам, а штом се сетам дека беше моја умирам. Ти биди среќна, за моја тага не си крива. Без тебе, душо, мене едноставно не ме бива.
duše moja umiram. Ti bidi sretna, za moja tada ne si kriva. Bez tebe dušo, mene jednostavno ne me biva. Ti bidi sretna, za moja tada ne si kriva. Bez tebe dušo, mene jednostavno ne me biva. Денес, 29 јуни, прв ден од оваа работна недела, а последен понеделник за овој месец. Меѓународен ден на рибарите, тропските шуми и меѓународен ден на фотоапаратот. Велат, уметноста знае да преточи низ дело сето она што уметникот чувствува. А на тема уметност, страст и дела кои што говорат сами за себе, во студиото имаме гостин кој ово утро ќе одговори на сите мои прашања кои што ги подготвив за него, инспирирано денот на фотоапаратот, односно уредот кој замрзнува цели едни приказни. За многу кратко ви откривам кој ни е на гости. Бидете овде. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Ете сме назад во студиото. Ако некогаш сте виделе фотографија која што ве натирала веднаш да посакате да тргнете на пат, тогаш знаете колку моќ може да има добриот кадар. Некои си собираат сувенири од патувања, тој собира изгресонца, планински врвови, моменти кои што траат само неколку секунди. Преку неговиот објектив, Македонија изгледа како разгледница, а светот како авантура која што чека да биде откриена. Зад себе има многу интересни приказни. Од спасувачка мисија на својот фотоапарат во Ирска до многу блиска средба со мечка и незиното младенче на Шар планина, а неговите фотографии кои ги пренесуваат светските реномирани фотографски платформи прават навистина да се гордееме со него. Денес ни гостува фотографот, авантурист, но и влюбеник во природата Александар Алексовски. Добре дете. Добро ве најдов, баш ми е мило тука што гостувам сега вака да почне неделата убаво. Да почне неделата, не случајно те поканивме денес денот на фотоапаратот. Едно прашање кое што не беше подготвено, ама ете многу ме интересира. Што е поважно да имаш, добро око или добар фотоапарат? Добро око секако. Да? Без добро око и да имаш добар фотоапарат, нема да го доловиш тој момент толку на уникатен начин. Така, ги читав твоите интервјуа и право ти кажам, навистина се забавував додека ги читав истите. Баш ми е мило. Имаш навистина многу интересна кариера зад себе, но и си правил многу луди нешта додека фотографираш. Ако треба да издвоиме едно нешто, што е можеби најлудиот потек што си го направил за да добиеш една фотографија? Многу луди потези има, да, но најлудиот дефинитивно зимска експедиција сам што си ја организирав на Меденица. Добро. Да, значи снег до коленици. Тргнав од Сабајле, од 8 саат се вратив вечерта во 8 навечер, видливост намалена, ориентација прв пат се движав натака, ми се изгаси телефонот што ме ориентираше. Навистина вредеше ли? Да, искочија две феноменални фотографии кои што јас лично многу сум си задоволен, што е многу многу е битно самиот фотограф да се задоволен од својата работа, па потоа и нели публиката. Да. Значи дел од твоите фотографии навистина и содржат во себе и труд и пот и енергија, но кога ќе ги погледнеш веројатно и грижа на моите родители кога ја тргнувам на таква експедиција. Морам да те прашам што е најглупавото прашање што ти го поставуваат луѓето кога ќе кажеш јас сум фотограф? Најчесто е поврзано со опремата што ја спомнавме, супер фотографија, што користиш, каква опрема, како опремата самата да си ја прави фотографијата. Апсолутно, дека не стиснеш на тоа копче, ништо нема да се случи, никаква магија. Да. Дали денес мобилниот апарат може да му парира на професионалниот фотоапарат? Зависи за кои потреби. За потреби на социјалните медиуми и слично, сосема е доволно и мобилен телефон, но доколку сакаш за некои маркетинг цели, мислам дека се уште не е на тоа ниво. Ама не ли некако и кефот е друг кога ќе кликнеш на Фала Богу, да. на самиот фотоапарат. И квалитетот е поинако бидејќи има нели поголем сензор, повеќе информации за принтање, дигитална потреба, за маркетинг цели. Ти дава повеќе слобода веројатно во тоа што го работиш. Колку фотографии чини добивањето на една совршена? Се случило ли никогаш да добиеш од прва или секогаш мора да има да речеме 10, 15, 100 претходно пред да искликаш? А ретко е тоа од прва да се погоди фотографијата. Јас бидејќи сум најсладко ли ако се погоди од прва? Да.
Да. Нема такво задоволство. Дефинитивно такво задоволство е многу ретко, но знае да се случи понекогаш, но јас како перфекционист и како композитен фотограф едно 50 чкрапкања дефинитивно Па, за ако една треба нека фотографија. има 30, ама да се најдоброто од трите. Да. Како најголема грешка, што е тоа што го правиме сите кога се фотографираме? Ние, иако да знам дека преферираш пейсажи, во моментов ги гледаме и гледачите може да ги погледнат, навистина преубаво изгледа, како некој да го нацртал со четка, веројатно самата природа, а ти само го замрзнуваш. Која е грешката која што ја правиме кога се фотографираме или кога фотографираме? Не обрнуваме внимание на композицијата според мене. Не правиме композиција. Да, не размислуваме тоа. Например, ќе отидеме лето на одмор сега, како Ване што има отидено сега на одмор, Да, ќе ќе го му ги видиме поздравиме. фотографиите дали е левелирано морето позади, дали стекува од кадарот или не. Да, многу интересно, овие летниве фотографии имаат море кое што е вака криво малку. Мислиш дека ќе истече од Па кадарот? може и стекува, ние не Да. гледаме, нели гледаме само тоа кое што го има на фотографијата. Кое место на Инстаграм изгледа спектакуларно, те подлажало да стасаш таму, а кога ќе стасаш таму си велиш па ништо специјално. Нема да веруваш, но за мене тоа место е статуата на Исус во Рио. Очекував дека ќе биде нешто Знам дека си патувал таму. Да, мислев дека е нешто грандиозно, огромно, но во споредба со нашиот милениумски крст е дупло помало и да, Навистина? 30 метри е. Очекував дупло поголемо од нашиот крст на водно. Значи тоа се до добра фотографија или до добар маркетинг. Перспектива. Многу е битна Апсолутно. перспективата и едитот. Кој трик професионалците никогаш не им го кажуваат на почетниците и зошто не им го кажуваат? Многу е битна постпродукцијата. Обработката на самата фотографија од Значи кога не ќе е само да се штракне. Да, не Да се штракне во наводници или да се кликне. Да. Преку фотографија ги откриваш најубавите места. Искрено, има ли некое местенце што намерно не го објавуваш или не сакаш да го откриеш на луѓето? Постои едно место, бидејќи Значи има. Да, има. Бидејќи Немој да го откриеш сега. Тоа сакав да кажам каде се наоѓа, ама ајде ќе оставиме за некоја Ќе друга емисија. оставиме, можеби ќе дадеш некој клуч, некој хинт на поле- фотографиите. Поле е едно многу убаво со цвеќиња. со Се лаванда. нервираат ли твоите пријатели или девојката кога ќе им кажеш само уште една фотографија? Колку трае таа само уште една фотографија? Мојата вереница најдобро знае дека уште една фотографија знае да трае од 30 минути до 1 сат. Ау, исто како нашата доаѓам за 5 минути. Баш. Кратки или прашања, затоа што денес имав чести задоволство да зборувам со тебе на тема фотоапарат, со оглед на тоа што е денот на фотоапаратот. Изгресонце или за Едисонце? Тука немаш многу време за мислење. За Едисонце. Океј. Планина или море? Планина, дефинитивно. Фотоапарат или дрон? Фотоапарат. Добро. Македонија или светот? Македонија. Секогаш. Сам или со друштво? Тука зависи. Ако имам исти интереси со друштво сакам, а ако немам исти интереси тогаш Сам си е сам. Лето или зима? Кога се прават поубави фотографии? Лето. Лето. Мечка или змија? Мечка Ова те прашувам зашто има една приказ на која што немавме време да ја раскажеме. Мечка, Ќе оставиме да. за следниот пат. Пешачење 20 км или 20 часа обработка на фотографии? Пешачење, секој сакам да пешачам, да се движам из природа. Пешачење. Брав. Александар, ти благодарам, кратко но сладко денешното гостување и за интересните одговори. Имаш многу што повеќе да кажеш. Ова е само прво твое гостување. Ќе те повикаме повторно да ни раскажеш се она кое што го пропуштивме и немаме време да го кажеме. И ти посакувам уште многу успешни фотографии, да те гледаме и да се гордееме со тебе. Фала многу. Фала. Се гледаме следно. Не вие останете овде, се враќаме за многу кратко. Сега. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Денес е еден поинаков, топол, но тивок понеделник. Сончев Наташа. Сите ваши и наши омилени песни на Влада Аневски продолжуваме да ги слушаме, да ги коментираме и дефинитивно да ги чувствуваме на фреквенциите на Радио 2. Удовдем, телевизиски ви велам до гледање, а радиски продолжуваме со тик-так да ве дружиме до 9 часот и 30 минути. Колеги,